едно ќе ти дете во Алфа телевизија. Господи Шекеринска, колку е реална шансата, како што вели премиерот Заев, дека преку Италија може Македонија да лобира, тоест да ја разубедат Франција за почеток, тоест да се предомисли Франција во врска со почеток на преговорите на Македонија со Европската унија. Дали тоа може би сега во предизборието е само предизборен популизам или се реални таквите шанси? И вчера би сакала уште еден момент, доколку сте во можност. Вчера премиерот, коментирајќи истрага која што се води во наша со партијка, рече дека тој да бил на местото на господја Немецки би се повлекол од функцијата. Кој е вашиот став? Дали вие би се повлекле од функција доколку хипотетички се води истрага? Првото прашање само блага нијанса. Имаше разлика во тоа што го кажа премиерот во споредба со ова што вие го кажавте. Тој кажа вака: ние сме задоволни заради тоа што од страна на земјите членки, тоа влијателни земји членки на Алијансата, доаѓаат сигнали дека историската грешка треба да се коригира. Тоа дојде сега како иницијатива на италијанскиот премиер. Денеска, додека овдека разговараме, во теке дебата во Европскиот парламент, каде што и парламентот ја испраќа истата порака. Не се тоа наши представници, тоа се представници на сите земји членки на Унијата. Се создаде истата порака, дојде од председателот на Европската комисија, од председателот, од клучните земји членки, од Германија беа многу гласни тие пораки. И тие пораки се обединети во една реченица, а тоа е дека Северна Македонија направи се, Европската унија не испорача тоа што требаше и тоа што вети. Секоја иницијатива во полза на нашиот европски пат е добре дојдена. И ние ќе ја поздравиме. Меѓутоа, како што кажа премиерот, сега чекаме тие да испорачаат. Нема да шпекулираме со шанси за успех, нема да шпекулираме заради тоа што не зависи од нашиот перформанс, туку зависи од нивните внатрешни одлуки каде ја гледаат Европската унија за 5 или за 10 години. Ние таа одлука не можеме да ја донесеме. Но клучната одлука која ние како влада ќе треба да ја носиме, која што ќе треба да ја носат граѓаните на 12 април, е дали сакаме европските вредности кои ги градевме да продолжиме да ги градиме или ќе се вратиме во мрак и страф. Дали ќе се трудиме европските стандарди да ги приближуваме нашите кон тие европски стандарди, или ќе се враќаме у ситуации на затворени медиуми, незаконски прислушкувања и целосна контрола на државата. Тоа зависи од нас. И затоа сме големи оптимисти. Она што зависи од Европската унија, ќе се чекаме тие да го испорачаат, а не ние да предпоставуваме кои ќе бидат нивните потези. Мислам дека е тоа пооправдано, земејќи предвид што се случи минатата недела. Што се однесува до вашето второ прашање, околу ова ние немавме дилеми. Ама за жал, околу овие принципи немаме партнер од другата страна. Кога излегоа некои информации околу однесувањето или ставовите на еден пратеник од нашата пратеничка група, Павле Богоевски, тој излезе и самиот си даде оставка не од функција во парламентот, туку од мандат во парламентот. И денеска треба да кажеме дека има разлика, дека имало луѓе кои што навистина го направиле потезот од етички морален аспект. Ама знаете како, денеска забораваме дека Трајко Велјановски не само што е пратеник, не само што е под истрага, не само што има обвиненија дека учествувал во најголемиот злочин за македонската демократија, туку тој раководи собраниски тела. И истото се случува со пола од пратеничкиот состав на ВМРО-ДПМНЕ. Нашите ставови како партија ги соопштивме, и јас тие ги споделувам, меѓутоа не може само да се бараат принципи од власта, која што треба да покаже гест, а при тоа да се молчи на непринципиелноста и немањето на такви етички и морални стандарди од страна на опозицијата. И предпоставувам, тоа е еден од аргументите кои што во собранието многу често се слуша.
како партија, како луѓе, како влада, покажавме дека не е исто, ама, за жал, од другата страна, од опозицијската страна, наместо да покажат дека се промениле, гледаме дека го имаат истиот пакет, само со нови маскоти.